Во рок од 2 дена до Општинската изборна комисија во Штип доставени се околу 100 барања за инвалидизирани стари и немотни лица да гласат во своите домови на 10 декември, еден ден пред предвремените парламентарни избори, закажани на 11 декември. Председателката на Општинската изборна комисија во Штип Сенка Андреева вели дека од страна на Државната изборна комисија ги добиле критериумите кои треба да бидат запазени за да им се одобри да гласаат во своите домови. Ние сме овде и денес до 19 слободно, нека доаѓа, али да биде подкрепено со полномошно, со копија од лични карти, со известување со специјалистички упут од специјалист, со решение од Центар за социјални работи, значи сето тоа што ќе даде огромен печат или дојам дека станува збор за лице стварно болно и немо. Во општина Штип ќе се гласа на 80 избирачки места, промени има во неколку населби, каде што се мени локацијата, односно објектот каде што граѓаните ќе можат да го остварат своето избирачко право. Останатите места остануваат со исклучок на Аневски винарија или уза Железничка, каде што постоеше Аневски винарија, сите знаеме каде е, како место за гласање, но сега не се гласа таму, него се гласа во урбана заедница Железничка, во просториите на урбана заедница Железничка. Во урбана населба, односно заедница Ново село, се гласа во клуб на пензионери, или велиме тоа е основното училиште, малото училиште што постои во населбата Ново село, и детската градинка Вера Циревили Трена е уствари под влијание на основно училиште Ванчо Праќи. Андреева забележува дека вчера и денеска се спроведуваат интензивни обуки за членовите на избирачките одбори и е задоволна од нивниот одзив на овие обуки.